Штипската зоолошка градина и во овој период од годината е редовно посетена. Најмладите таму другаруваат со животните. Најновата атракција е мечката Теди. Ова животно е донација на зоолошката градина. Комуникативно е со посетителите, но засега мечката живее во кафес, иако планот е Теди да добие соодветно адаптирано живеалиште. Зоопаркот Бриони редовно е посетен и од штипјани и од жителите од истокот. Влезот е слободен. Мечката Теди е вистинска атракција во Штипската зоолошка градина. Теди засега живее во кафес на бетон, меѓутоа од зоолошката градина раководството вели дека во блиска иднина за Теди ќе се гради нов дом со сите соодветни услови за живење, како вода за разладување, но и услови каде таа може да се движи. Бидејќи засега живењето на оваа мечка во кафес е на граница на нехуманоста. Да се надеваме дека ветувањето од раководството на зоолошката градина за нов дом за Теди ќе биде исполнето. Инаку животните во зоопаркот Брион ова зима немаат проблеми поради топлото време. Има и доволно храна. Се редовно одржува, секој втори ден му се чисте и нема проблем сега, ако нема се одржува, нема да биде хигиен, чисто ќе биде заразено, болно, оно се супер. Храна има доволно, бидејќи има и спонзор, доктор Огриновски хирурго е, он е спонзор на животинката, секој месец донира по 50 евра. И така да купуваме, но мора ние да оправдаме со сметка. За другите животни? Исто, имаме и за другите животни, може да проверите најадени се, си шетат овие другите, така да нема проблем сега добро иде, натаму здраве, добро и раководството не прифати. Имаме храна. Влезот во Штипската зоолошка градина засега се уште е слободен. Оние кои сакаат да донираат средства за животните, тоа можат да го направат. Сепак посетителите коментираат, потребни се подобри и похумани услови за живење на животните. Па добри се, ама не се тоа баш добри. Може и подобри. Од зоопаркот Бриони најавуваа дека Штипската зоолошка градина треба да добие и нов жител мајмун. Од засега остануваат само најавите, се чека времето кога Штип ќе добие и мајмун. Но мајмунот, за да се адаптира во условите на живење во Штипската зоолошка градина, ќе треба во многу да се подобрат условите за живење, а и да се вработат соодветни лица кои ќе знаат правилно да се грижат за животните.